Цивил подолго време го наблюдува процесот поврзан со референдумот, поврзан со прашањата околу спогодбата со Грција, односно пристапувањето кон НАТО и ЕУ. Ние во текот на летото и од почетокот на септември особено интензивно го наблюдуваме теренот низ цела Македонија. Особен фокус ставаме на тоа како се подготвува референдумот, меѓутоа и на активностите на политичките партии и другите структури и граѓански иницијативи кои се залагаат за референдумот, за излезност на референдумот или пак за одговорот во поддршка на референдумот, односно спогодбата, а секако и на активностите кои се однесуваат на противењето против овој референдум и против спогодбата. Цивил веќе во голем број објави своји наоди, своји текстови, голем број колумни, анализи и ставови, но и соопштенија говорат за состојбите во земјата, меѓутоа се работи и за едно класично наблюдување на теренот во кое ние во предстојниот период ќе излеземе со секојдневни извештаи од теренот. Веќе објавивме дека во две општини на сосема два различни краја од земјата наши наблюдувачи, наши долгорочни наблюдувачи јавуваат за подготовка на една активност која ги таргетира посиромашните слоеви на населението и се работи за задржување на личните документи, пасош и лична карта со кои може да се гласа на 29 септември, да им се одземат привремено и да им се вратат ден потоа со намера да ги спречат да гласаат. Тоа во овој момент, според нашите најнови сознанија, се одвива по пат на закани, значи се уште не сме откриле случај во кој се нуди паричен надоместок, односно подкуп, што исто така е кривично дело. Туку сега се уште се работи на закани, односно убедување на граѓанките и граѓаните од социјално загрозените семејства да ги предадат своите лични документи и така да бидат спречени да го исполнат своето фундаментално човеково право, правото на глас. Тоа што исто така го забележуваме и за кое реагиравме во повеќе наврати, меѓу другото и до релевантни институции, меѓу кои Министерството за внатрешни работи, е говорот на омраза и повиците на насилство. Говорот на омраза претежно е насочен против етничките заедници, меѓутоа и по политичка основа. Тој говор на омраза е исполнет со страшни закани кои навистина го намалуваат достоинството на целиот процес и воопшто достоинството на граѓанките и граѓаните. Се разбира дека тој е и своевидна опасност, бидејќи говорот на омраза може да доведе и до криминални акти, односно дела од омраза, насилство од омраза. И тоа е нешто што ние мораме да го адресираме час поскоро, институциите многу сериозно да реагираат и да ги санкционираат ваквите изблици на омраза и на опасност по целиот демократски поредок. Значи не се работи само за референдумот, туку се работи воопшто за една крајно незаконита активност на одредени структури. Забележуваме исто така дека зад тие структури, без оглед на тоа колку се трудат да бидат зацкриени зад синтагмата граѓанска иницијатива, сепак стојат политички партии. Знаеме дека некои од нив и сосема отворено излегоа во повиците за бојкот со насилни протести, меѓутоа и со изразен говор на омраза, но и дел од политичките структури, како што е најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН, прикриено на терен работат токму на бојкот. Значи, без оглед на јавните декларации, оваа партија излегува на терен со директни конкретни акции, затоа веќе имаме извештаи од теренот од повеќе општини, различни општини од Република Македонија.
и тоа мислам дека е исто така причина повеќе за нас како организација да се ангажираме во уште по-будно, по-сериозно, подлабоко наблюдување на теренот, но секако и да го алармираме граѓанството дека такво нешто се случува и дека не би требало да бидат предмет, односно да дозволат да бидат предмет на манипулации. Поточно, граѓанките и граѓаните би требало да си го искористат своето право на глас, да гласаат онака како што мислат, против или за, и секако да имаат предвид еден многу јасен факт, а тоа е дека ако абстинираат од гласањето, тогаш нема да учествуваат во една голема одлука. Едноставно, другите, тие што ќе одлучат да гласаат, тие ќе бидат оние што ќе одлучат за судбината на земјата, а не тие бидејќи останале дома. Тоа е една многу јасна, една многу мотивирачка причина која би требало да ги убеди да излезат и да потрошат 10-15 минути од своето време на 30 септември. Секако, уште еднаш нагласувам, Цивил апелира на гласање, на искористување на правото на глас, меѓутоа во ниеден момент немаме намера да сугерираме како да гласаат граѓанките и граѓаните. Цивил го нотира и настапот на премиерот и лидерот на СДСМ, господинот Зоран Заев, во Крива Паланка и на неколку други места. Особено сметаме дека е за одбележување моментот во кој забележуваме сериозна политичка корупција, односно ветување награда, без оглед на тоа што таа награда не е ветена директно, туку е раскажана како искуство во комуникација со бизнис заедницата, сепак сметаме дека тука има елементи кои се коруптивни и сметаме дека тоа е нешто кое не треба да се прифати, односно е надвор од стандардите. Ние и за време на локалните избори во 2017 година забележавме слични настапи, односно постапки, кои потоа, откако ја алармиравме јавноста, сепак намалија, односно изгубија на интензитет или беа избегнувани, така и сега ја алармираме јавноста да не подлегнува како на манипулациите и говорот на омразата, така и на говори, односно настапи, јавни настапи во кои има коруптивни елементи. Едноставно, граѓанките и граѓаните треба да одлучат за себе, за својата иднина, онака како што мислат тие, да донесат информиран избор, но сепак наградата, особено ако таа е финансиска, не би смеело да биде дел од убедувањето, односно од кампањите на било која страна инволвирана во овој референдумски процес. Во оваа прилика би сакал уште еднаш да повторам во оваа рубрика директно на Цивил медија, а тоа е дека граѓанките и граѓаните би требало да останат достоинствени и смирени и да не одговараат на говорот на омразата со говор на омраза, туку креативно и со аргументи.